почитувана председателка на комисијата, почитувани пратеници, почитуван заменик министер. Најпрво сакам да изразам благодарност до вработените во Министерството за финансии, со кои што имав можност да работам во одреден период од мојата кариера за подготовката на ребалансот на буџетот. Тоа не е мал процес. Тоа е еден сериозен финансиски зафат и нешто што претходи на оваа дискусија која што денес ја имаме во собранието. Првин се јавив затоа што и пратеничката Тренчевска легитимно поднесе амандман заедно со пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и поттикнат од дискусијата која што подоцна се разви помеѓу неа и пратеникот Стојановски, а кој што излегува надвор од амандманот и дискутира и повеќе теми кои што се интересни за елаборација. Прво се споредува периоди на работа на претходната влада и на оваа влада, се работи за услови кои што се различни, од причина што претходната влада работеше во услови на ковид пандемија и во услови на енергетска криза предизвикана од војната во Украина, што секако дека имаше негативни последици врз економскиот раст, имаше негативни последици врз индустријското производство, имаше негативни последици општо врз економската активност и каналите на снабдување. Но и во тоа време се направија неколку крупни исчекори кои што имаа позитивно влијание врз работените и врз пензионерите, бидејќи и тие беа спомнати во дискусиите кои што ги водеа двајцата пратеници. За тоа можат имено да посведочат и ваши членови на владата, ваши членови на парламентарната група, со оглед на тоа дека дел од пратениците кои што ја сочинуваат пратеничката група на парламентарното мнозинство беа дел од владиното мнозинство до изборите на 8 мај 2024 година. Што е она што беше направено? После 15 години беше за прв пат потпишан колективен договор, бидејќи пред тоа немаше потпишано колективен договор, кој што им обезбедува права на работниците за зголемување на нивните плати. Второ, беше воведена на почетокот на мандатот на владата која што јас ја предводев, методологија за зголемување и на минималната плата и на пензиите. Минималната плата денес расне 50% зависно од трошоците за живот и 50% зависно од растот на бруто домашниот производ. И заради тоа имавме најголем исчекор во зголемувањето на минималната плата. Минималната плата беше зголемена од почетните 8.000 денари на почетокот на мандатот во 2017 да денес имаме минимална плата од 24.000 денари. За тоа најдобро сведочи што во тоа време до 2016 година беа потребни 4 минимални плати за една потрошувачка кошничка, а денес се потребни 2,2 до 2,5 минимални плати за покривање на една потрошувачка кошничка. И тоа е драстичен пораст на квалитетот на животот, што беше оценето од Виенскиот институт дека Северна Македонија е единствената држава која во време на криза успеа да го зголеми животниот стандард на населението. Затоа сведочи и експозето на министерката, доколку го погледнете експозето, јас го имам пред мене, вели дека растот на нета платата е на широка основа и е регистрирано во речиси сите дејности, при што најголем годишен раст на нето платата бележат секторите образование за 21,8%, земјоделие за 18,6% и информации и комуникации за 18%, што на реална основа ги прави платите поголеми во изминатата година само за 9,3%, што значи ние имаме реално зголемување на платите. Во однос на втората тема која што се отвори, а тоа е квалитетот на животот, исто така ќе се послужам со она што го дава и независните финансиски институции, меѓутоа и самото експозе на министерката за финансии од пред неколку дена, а тоа е дека прво ние заради војната во Украина имавме инфлација на европскиот континент, исто така и во Македонија, која што е отворена економија и која што секогаш има увозни елементи на инфлацијата. Имавме инфлација од 20%, меѓутоа инфлацијата е намалена и таа е на ниво 2,7%,
во последниот период. Што значи дека веќе имаме инфлација која што е на нивото од 3%, после изборите имаше зголемување на 4,7% и тоа најмногу се должи на елементите на базичната инфлација за оние кои се занимаваат со економија, кои што секогаш имаат по-спор ефект во намалувањето или во стабилизирањето на инфлаторните текови. Меѓутоа, кај производите за широка потрошувачка имаме намалување под 3% на инфлацијата. Она што исто така потврдува дека политиките кои што ги имаше владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беа исправни, е тоа што кога ќе погледнете структурата на бруто домашниот производ, и пак ќе се послужам со експозето на министерката за финансија, тоа е дека потрошувачката забележува раст од 2,1% на реална основа. При тоа, приватната потрошувачка бележи раст од 2%, во најголем резултат како раст на расположивиот доход на домаќинствата во услови на раст на платите во првиот квартал во 2024 година, со оглед на тоа дека имавме раст и во 2023 година, тогаш се работи за исти фактор, што значи дека домаќинствата имале поголем расположив доход отколку во претходниот период. И затоа не може да зборуваме дека работничките права во изминатиот период биле намалени. Напротив, во изминатиот период владата предводена од СДСМ и другите коалициони партнери обезбеди реално зголемување на платите и реално зголемување на пензиите. Што се однесува до другите елементи, а тоа е до структурата на вкупниот буџет, ако го погледнеме ребалансот кој што денес го имаме, тогаш ќе видите дека приходната страна е проектирана на ниво кое што не се разликува од она кое што беше во оригиналниот буџет во некој драматичен процент. Таму каде што е разликата, тоа е во делот на расходната страна, и заради тоа што има зголемување на расходната страна, имаме зголемување на дефицитот на 4,9%. Тоа зголемување на дефицитот се должи на еден ефект на носење на зголемувањето на пензиите нанапред, што значи дека нешто што пензионерите би го добиле во период од 3 години или во период од 2 години, сега ќе го добијат во помал период, меѓутоа нема да го добиваат после тоа. Зошто? Затоа што зголемувањето кое што се проектира сега на 5000 денари, со веројатно промена на методологијата, тоа веќе беше направено 5000 денари зголемување во изминатиот период врз основа на швајцарскиот модел на воведување на зголемувањето на пензиите, 50% како ефект од раст на платите, на инфлацијата, и 50% како ефект од раст на просечната плата, што практично значи раст на производот или раст на продуктивноста во нашата македонска економија. Но тоа кога ќе дојде законот, тогаш ќе можеме да разговараме. Ние како држава сме имале во минатото периоди кога била користена швајцарската формула и кога имало постојан раст на пензиите, и сме имале периоди кога била укинувана и кога немало постојан раст на пензиите, и кога тие стагнирале и пензионерите добивале покачување само во време на предизбори од 500-600 до 10 евра, колку што можел да издржи дефицитот во фондот за пензиско осигурување. Од друга страна се отвара и дилемата дали економските претпоставки врз основа на кои се прави буџетот, а тука пред се мислам на макроекономските претпоставки за раст на бруто домашниот производ и за некои такви основни макроекономски параметри. Тука пак би се навратил на почетокот на она што го кажав, а тоа е дека ако ги погледнете проекциите кои што ги имаше и Меѓународниот монетарен фонд, и Светската банка, и другите меѓународни релевантни финансиски институции, тие по 4 до 5 пати во годината ги менуваа проекциите за растот на економијата и на светската економија, и на европската економија, германската економија, македонската економија, вклучително, заради непредвидливите услови кои што произлегуваа од војната во Украина. Сега имаме еден постабилен економски амбиент, со оглед на тоа дека најголемиот дел од тековите се стабилизирани. Она што се уште не е стабилизирано е висината на каматните ставки на светскиот пазар на капитал, и заради тоа може и да се предвидуваат буџетски
расходи, приходи и генерално трошоците во фискалната политика врз основа на едни такви претпоставки. И затоа сметам дека е корисна дискусијата на Социјалдемократскиот сојуз и во иднина да работиме за зголемување на платите на работниците. Ви благодарам.